Почитувани гледачи, добра вечер. Како и секоја среда, вие сте во вистинско време на вистинска фреквенција. Трета порта и оваа недела за вас ги издвојува најинтересните колумни, анализи и коментари објавени на интернет. Во оваа емисија ќе се задржиме на три теми: реакции поврзани околу спорот за името, коментари посветени на однесувањето на председателот Иванов, но и на оние кои го критикуваат, како и анализа на последните случувања на политичката сцена. Како и во секоја емисија, и оваа среда ќе ви презентираме различни и спротиставени мислења, со цел да ја доловиме вкупната слика. Почнуваме со колумна на новинарката Слободанка Јовановска, објавена во Утренски весник, која се однесува на последната посета на албанскиот премиер Еди Рама на Македонија. Тука Јовановска анализира повеќе прашања поврзани со посетата, па прашува дали македонската страна, тоест премиерот Груевски, доволно се заложил за правото на македонското малцинство во Албанија, со оглед на тоа што правата на албанскиот народ во Македонија секогаш се актуелни. И самата колумна на Јовановска така е насловена, вели: отворените прашања не се отворија. Јовановска анализира дека се заработело за една чисто протоколарна посета, во која немало суштина, но вели има еден момент кој бил интригантен во јавноста и кој направил самата посета да биде вредна за објавување, а тоа е претходната средба на албанскиот премиер Рама со грчкиот шеф на дипломатијата. Па Јовановска вели дека медиумите тука шпекулирале дали Рама дошол во Скопје да пренесе пораки околу името. Еве ја поетата на Јовановска. Да не претходеше на оваа посета средбата на Рама со грчкиот шеф на дипломатијата, а потоа и со председателот во Тирана, и да не донесе таа некаков сомнеж за албанско посредништво или поштарство во спорот меѓу Македонија и Грција, сепак немаше да остане ништо како вест од неа. Уште повеќе што од две земји кои најмногу заостануваат во евроинтеграцијата и кои добиваат исти забелешки од Брисел, не звучи реално кога на преден план ја ставаат евроинтеграцијата и заедничката иднина во Европската Унија. Продолжуваме со колумна на професорката Билјана Ванковска, која овој пат се однесува околу спорот со името. Ванковска веќе втора недела дебатира на оваа тема и вели дека последните случувања на неа и личат дека врз Македонија се прави веќе директен притисок. Еве ги аргументите на Ванковска во однос на притисоците. Некои доаѓаат и однадвор, како од средбата на Меркел и Нимиц, од албанскиот премиер што вели дека евроинтеграцијата е повисока национална цел отколку името, а известен ИФМС, тоа е институт во Љубљана, повторно плаши со самоизолација ако не се смени името, за Папуљас и Абер за ептен географско име Словенско-Албанска Македонија не права муабет. Недостига само уште еден безобразен британец што ќе ни мафта со рачен часовник пред носот за да се закани дека ако не попуштиме, европскиот воз ќе замине. Ах, за малку ќе заборавев и некој ново кондово, од каде што некој на нишан ќе го држи Скопје и ќе се заканува со оружје доколку не биде по негово. Одиме со редовната колумна на Ерол Ризаов, посветена овој пат исто така посветена на спорот со името. Тој анализира посетата на преговарачот, на посредникот во преговорите Метју Нимиц со германската канцеларка Ангела Меркел. Па така Ризаов колумната ја насловува "Меркел му намигна на Нимиц". Еве ја поентата. Сега нашите големи дипломати и аналитичари треба да проценат кој е следниот чекор на Нимиц. Дали ќе отиде во Париз кај францускиот председател Оланд или кај други влијателни политичари на Стара Европа, или доволно му е намигнувањето на Меркел
да прати порака до Македонија и до Грција дека разговорите продолжуваат. Тешко е да се поверува дека само поради таа порака се сретнаа Меркел и Нимиц. Се некако ми се чини дека Ахмети веќе најави дека се тркала нешто многу поголемо. Председателот Иванов и премиерот Груевски деновиве се малку видливи и невообичаено тивки. Или нешто дознале, или уште се чудат што бара Нимицка и Меркел. Еве е редовната колумна на Горан Михајловски во Вест, сакам да кажам, во која Михајловски на свој посебен специфичен начин повторно, хумористично и интригантно се осврнува на посетата на Нимиц на Берлин. Еве ќе го обележиме тој дел што ќе го читаме. Може би е малку ситно, еве вака ќе се обидеме. Михајловски вели вака: Метју Нимиц се шетал низ Европа, па бил и во Берлин. Се вика, што да правам, со кого да му абетам за моите напори за решавање на според, па отишол до сојузната германска влада. Се пријавил во пријавница: добар ден, се извинувам, канцеларката во канцеларија ли е денеска? И тие му рекле: да, тука е, нема работа, оти влада уште нема формирано. И така Нимиц отиде да ја информира канцеларката Ангела Меркел за неговите напори за решавање на спорот, оти таа досега не била информирана. Американскиот амбасадор во Скопје Пол Волерс рече дека тоа е добро. Сигурно си помислил, ај малку друг нека го бере гајлето. Ама нека не се надева дека така лесно ќе се откажеме од американците. Оти Меркел на цела Европа го бере гајлето кај одат парите, па кој знае дали ќе сака уште и кума за име да биде. Ајде кумо ти изгоре кесето, со тој себап покрај Самарас, може и Груевски некоја паричка да добие од германците. Значи шумарот од Вашингтон, колку и да е луд, досега не успеа да ги разбрка германците и партизаните. Ама ако дојде шумаркава од Берлин и ако се налути, нека му ја мислат и партизаните и германците. Продолжуваме со колумна на уметникот, колумнист и аналитичар Александар Русјаков, која се однесува на иницијативата на Либералната партија за забрана на употреба на сонцето од вергина од страна на државните органи. Русјаков вели дека е против таа идеја, дека таа идеја за него не е паметна и аргументира зошто е тоа така. Колумната на Русјаков вели: а сонцето да се го забраниме? Па во еден момент вели дека наместо да се забрани сонцето од вергина, да се забрани Иван Величковски во собранието. Вели тоа било исто. Еве и поентата. Му пречи 16 кракото сонце, го вознемирува соларен символ. Му паѓа либидото кога пред очи му изгрева старовековен култ. Ај што излеговме целосно идиоти пред светот кога дозволивме да си го смениме знамето, ама еве сега треба да си забраниме и символ. Ке го забраниме сонцето, па ќе го пуштиме господинот пратеник да го гребе од фрескописи, да го корне од иконостаси, да го рине од бетон пред Буњаковец, да го грабне перо антик и да го му соголи кожа на која тој безобразно тетовира антички војни. Еве уште една колумна која е посветена на спорот со името. Иако оваа е посветена индиректно, сепак на некој начин задира во спорот, бидејќи се однесува, колумната е на Стојан Славевски, универзитетски професор, а сепак се однесува на посетата на европратеникот Ховид на Македонија, во кој тој порача дека меѓу другото за напредок во евроинтеграциите, освен името, значи треба да се подобрат односите и со соседна Бугарија. Па Славецки вели вака: невозвратена љубов.
кога бугарските и официјални представници ќе се ослободат од македонскиот мит и ќе ја прифатат реалноста за постоење на посебна македонска нација со сопствен јазик, а македонците отворено ќе прозборат за националното чувство и за историската улога на одредени личности од својата историја, тогаш ќе надвладее резервираноста што тие ја имаат кон бугарите. Почитувани, ова беше блог на колумни посветен на спорот со името. Сега продолжуваме со неколку колумни кои се посветени на односите на однесувањето на председателот Иванов, на неговите излегувања во јавноста. И таа ќе ја почнеме со уметникот Златко Теодосиевски, кој објавува на својот блог разни теми. Овој пат има напишано цела тема, цела колумна посветена на председателот Иванов, на неговите последни потези. Па така колумната на Теодосиевски е насловена со Немирниот дух на Хорхе I. А еве што вели Теодосиевски. Кога почна да се зафаќа со работи, почнаа глупостите. Но на страна сите негови гафови што го следеа низ годините, сепак некако одржуваше рамнотежа со јавноста, мислам. И дури си го покачи рейтингот, барем така велеа на македонските институти. За да според последните неодамнешни вести, угледот на Хорхе повторно се урниса на само 2%. Како се зафати со божемна работа, почнаа и будалаштините. Почна да ги произведува дневно по 2-3. Мора да успори. Добро знаеме дека како татко на државата мора да ги подучи децата дека, на пример, после декември доаѓа и јануари. Зошто има такви што не го знаат тоа? Такви има дури и кај возрастните. И таткото е должен да ги подучи, особено од позиција на председател. Иако Фрчковски овде беше запнал да види некаков политички говор, некакви скриени пораки или умување, зашто Хорхета апсолутно не го бидува за мирното време кое тече безцелно во вечноста, за да на крај сепак правилно го прочита во стилот на мали човек жели преко црте. Еве колумната на новинарката Мирка Велиновска, која се однесува сега на претходно објавена колумна на професорот Љубомир Фрчковски, во која Фрчковски меѓу другото го критикува и однесувањето на председателот. Таа колумна беше прочитана во минатата емисија на Трета порта, а еве го одговорот на Велиновска. Сега насловот на Велиновска не е посветен на критиките кон Иванов, туку на критиките на професорот за отчетот, но подолу еве една вкупна поента. Тука Велиновска вели дека професорот Фрчковски е еквивалент на американката Сара Пейлин, која се обидуваше да се кандидира и за председател на Америка и која според она што се мисли за неа во јавноста во Америка се смета дека не е многу паметна личност, можеме така да се изразиме. Сега Велиновска тука професорот Фрчковски го поистоветува со Сара Пелин и еве ги незините аргументи. Ужасена сум од фактот дека наш интелектуален бренд и по 23 години е ова македонско издание на Сара Пелин. При тоа американците имаат олеснителна околност за разлика од нас македонците. Нивната мис на безграничната тупавост е необразована домакинка која влетела во големата политика, а со тоа на јавна сцена. Големата Америка има богата традиција на трапави, глупави и неуки политичари, ама таа може да го поднесе тоа релативно безболно, зашто со државата управуваат други. Нашиот случај не е таков. Нашиот мистер Пелин има научни титули, професор е на Јустинијан I, државен факултет, од кој се регрутираат грото политичари, во кој се сконцентрирани најголемиот број експерти за се нешто. И сите тие достоинствено се прават начукнати пред оваа појава, која длабоко ги навредува, ги бламира како научници и педагози.
Одиме со уште една колумна посветена на однесувањето на претседателот Иванов, таа е на новинарот и колумнист Бранко Тричковски. Неговиот наслов е малку ироничен, па вели: не можеме да бидеме македонци ако не сме ништо друго. Еве ја поентата. Во која Тричковски се осврнува на претседателот Иванов. Така е од почетокот, но еве да ги земеме предвид последните 8 години во кои начело на државата во формална смисла е еден сладкасто мек етнички македонец со парадно глупави и цврсти ставови, професор што го поддржуваат и албанците, и турците, и ромите, и власите, а во суштинска смисла не води најтапоглавиот екземплар на видот, поддржуван не само од своите политички трибали, туку и од сите братски народи и народности, плюс Брисел и Вашингтон, за Москва, Чајна и подсубратска Индија и да не говориме. Мислите ли вие дека некој друг и поинаков во национална смисла можеше од еден скромен и питом народ со изгледни перспективи во новите европски проекции да направи куп хистеризирани будали со сите овие играчки од фасади, згради, тротоари, фонтани и музеи како најнова санаториумска опрема за хуман третман на тешко болните пациенти? Тука го завршуваме и овој сет на колумни. Сега продолжуваме со неколку колумни и извадоци од социјалните мрежи, посветени на последните случувања во медиумскиот простор. Значи, она што беше интересно оваа недела, изминатава недела, што ја потресе јавноста, што предизвика силен интерес, е апсењето на новинарот Зоран Божиновски во Србија, кој од македонските власти е баран со потерница во оквир на полициската акција Шпион. Тука почнуваме еве со една колумна на новинарот Петрица Рачини, кој ја насловува вака: за Луди Милојко, кумот сваките, јатрвите и мегафоните, при што Луди Милојко се однесува на новинарот Божиновски, бидејќи според медиумите тој така бил нарекуван во полициската кореспонденција. Сега се Рачини тука аргументира токму со тој назив Луди Милојко и вели ако тој назив требало да го дискредитира новинарот, на некој начин да направи дека тој што го зборува дека не е точно, тогаш е зачуден зошто тогаш неговата работа се зема толку сериозно. Еве вака. Например, од тоа што го слушнавме од тие што апсат и обвинуваат, Луди Милојко е дел од група која се занимавала со шпионажа и уцена. Исто така слушнавме дека државни тајни биле продавани на други држави. Си ги анализирам овие информации и ми доаѓаат еден куп логични прашања. Која е таа држава која купува доверливи информации од луд човек? Кој е тој човек кој се плаши од уцената на некој лудак, дека ќе го зборува и оцрнува по медиуми? Кој е тој човек кој воопшто ќе влезе во оваква сериозна криминална и шпионска шема со еден лудак? Ако е Милојко лудиот, тогаш овие кои работеле со него, државата што тоа го дозволила и сите оние што сега бијат битка со Божиновски, биле збунетиот, а се знае што му прави лудиот на збунетиот. Еве продолжуваме со некои реакции на социјалните мрежи. Еве го статусот на новинарот Ивор Мицковски, кој коментира за апсењето на Божиновски и го поврзува со пуштањето да се во домашен притвор на новинарот Томислав Кежаровски. Мицковски вели вака: тоа е тој природен баланс на режимот. Еден новинар се пушта на кратко, друг се затвора за на подолго.
Сега ќе дзирнеме и на страницата на Зоран Божиновски на социјалните мрежи. Тој е порталот Буре вестник и ќе ги видиме коментарите на корисниците во текот на неговото апсење, значи во моментот кога е уапсен. Тука се коментира за друга тема и одеднаш еве некој објавува, вика дали ова е точно. Еве ќе го зголемиве да се види убаво. Дали ова е точно, уапсен е Зоран Божиновски. Па еве подолу ќе прочитаме неколку коментари. Веднаш корисниците почнуваат со овакви коментари. Некој вели, ќе најдат за што да го обвинат, само да го затворат. Ќе одиме подолу. Еве коментарите, значи сите се без исклучок може да се каже дека сите се критички настроени кон апсењето, така да еве вели друг, вели вака. Ако е уапсен е на голем празник, Митровден, ден на сите страдалници ради правдата, ден на сите страдалници кои заради правда беа затворени. Голем е Бог. Зоран е голем поборник за вистина и правда и мислам дека сето ова ќе помине, а тој ќе остане пак Зоран Божиновски. Еве друг интересен коментар, бидејќи Зоран Божиновски е уапсен во Србија, а со Србија беше актуелен случајот со поранешниот шеф на царината Драган Дарабелски, кој се уште е во бегство од правдата, и вели вака: не можам да разберам како го пронајдоа Зоран, а не можат да го најдат Драган. Кој е упатен ќе знае што прашувам. Нормално дека очекувам одговор. Ја сакам вистината. Еве уште еден. На оваа власт не ги треба многу за да не уапси, ќе измисли нешто. Продолжуваме со редовната колумна на главниот и одговорен уредник на Нова Македонија, Зоран Димитровски, посветена на пуштањето на Томислав Кежаровски во домашен притвор. Па Димитровски вели: правдата допрва треба да победи во случајот Кежаровски. Тука Димитровски аргументира со повеќе работи, еве еден извадок. Домашниот притвор за новинарот е очекуван, затоа што немуштиот и неук суд немаше друг избор и мораше да се реши за меко приземјување. Со акции на иницијативниот одбор за ослободување на новинарот, особено со протестите во кои полицијата демонстрираше невидена сила, случајот Кежаровски стана меѓународна приказна од прв ред, која ја пренесоа и медиумите во Аргентина и Бразил, во Русија и Кина, во Англија, Германија и САД. На тој начин скандалот стана камен околувратник врз угледот на Република Македонија во светот, се претвори во врвна точка на дневниот ред на средбите на европските официјални личности и нивните македонски партнери, прерасна во услов за позитивна оцена од Брисел на политичките и демократските состојби во Македонија. Кога се видеот и ѓаволот дојде да си ги наплати гревовите, крикот на домашната слободарска јавност, вклучувајќи многу остроумни луѓе во актуелната власт, не можеше да остане без одек. Сега продолжуваме со друг сет на колумни посветени на анализи на актуелната политичка сцена. Значи, неколку колумнисти пишуваат анализи за повеќе партии, за различни партии, па така ние она што го пронајдовме ќе ви го презентираме сега. Значи, еве почнуваме со анализа на Слагјана Димишкова, во која таа вели граѓанска приказна за Македонија, а таа го анализира појавата на едно движење, значи на Алијансата за позитивна Македонија и на партијата Гром на Стефче Јакимовски. Па Димишкова вели вака: граѓанска приказна за Македонија. Во последно време во Македонија како да се гледа искра надеж дека ќе се надминат поделбите на кои сме сведоци. А кој ги има поречиси сите основи. Поделбите се помеѓу политички партии, помеѓу етникумите. Поделбите одат и понатаму, тие се помеѓу самите македонци, албанци, турци. Поделбите се и внатре во партиите,
а не само меѓу партиите, и по која не се основа. Постојано се делиме кој е за, кој е против. Оттука појавата на граѓански опции на македонската сцена како да дава надеж. Тука се Алијансата за Македонија и граѓанската опција за Македонија Гром. Тие нудат нешто поинакво или засега можеме да слушнеме нешто поинакво. Но тоа поинакво и е потребно на Македонија. Зошто? Затоа што говорат за обединување, постигнување консензус за клучни прашања, говорат за економија. Одиме со анализата на колумнистот и аналитичар Сашо Клековски, кој ги коментира последните случувања во опозицијската СДСМ. Клековски вели се надзира новиот СДСМ. Еве неговата поента. Добро е што неколку личности излегува од плакарот и од граѓански активисти преминаа во партиски. Уште подобро е што новиот состав навестува дека завршува времето на Бранко Црвенковски во СДСМ. За жал, СДСМ и овој пат ја испушти можноста како левичарска партија да промовира мултикултурност во партискиот состав, особено со избор на албанци, турци, роми и други начелни партиски позиции. Со изјавата на Зоран Заев, председател на СДСМ, дека коалициите со ВМРО, ДПМН, Ево Струга и Кичево се грешка, се навести појасна доктринарна позиција на СДСМ. На програмско ниво, многу добро е што СДСМ ја отвори дебатата за две најгорливи општествени прашања – сиромаштијата и корупцијата. Значајно е дека со тоа СДСМ го поместува над преварот со ВМРО ДПМН на прашања кои обичниот граѓанин ги препознава како своји сопствени проблеми. Подиме со колумната на Маријан Николовски, новинар односител, кој пак го критикува однесувањето на СДСМ и особено изјавата на СДСМ дека и тие ќе гласаат против законот за забрана на сонцето од Вергина. Па така колумната на Николовски е насловена СДСМ античка. Еве го интересно првото прашање, вели: добро, има ли некој што точно знае што се случува на Павел Шатевска, алудирајќи на промената на името на седиштето на СДСМ од Бихачка во Павел Шатев? Еве и поентата на Николовски. СДСМ јавно се изјасни дека нема да го поддржи предлогот на либералите и нема да гласа за забрана на употреба на 16 кракото сонце, символот на Кутлеш или Вергина. Како што објасни Игор Ивановски, тоа било символ на македонците, на Македонија, значи дел од идентитетот. Символот на античка Македонија е наш. Значи сите ние сме антички, значи добар е. И заедно со ставот дека за СДСМ неприфатлива е географска одредница. После 5 години виткање кичма, сега сите сме барем во едно сигурни. Имаме заедничка стратегија и конечно сме пред прагот на национално единство. Сега наредно е практично да се покаже античкото чувство на социјалдемократите, како што е ред в понеделник на седница сите во маечки, напред апликација на сонцето од Вергина, назад Вергина е наша, сите сме антички. И одиме со уште ова е последната колумна за денес, е колумната на Тодор Пендаров, која се однесува на лидерот на ДОИ Али Ахмети и неговата одлука да не го поддржи законот за медиуми како таков. Пендаров вели: браво господине Ахмети. Еве ја поентата, ова браво до господинот Ахмети се однесува на ставот дека ДОИ како коалицијски партнер нема да ги поддржи законите за медиуми кои се во собраниска процедура. Се надевам дека Ахмети овој став го изнесе во своето минато неделно интервју за Алсат, утре во името на некакви повисоки државни интереси нема да го промени становиштето, односно законите да бидат повлечени. Почитувани, ова беше уште една трета порта. Емисија која секоја среда во 19:15 сурфа за вас по светот на интернетот. Вие останете со програмата на 24 вести и не заборавете,
дека Трета порта не ви кажува како да мислите, туку ви ги презентира ставовите на сите страни. Останете со програмата на 24 вести.